вести на Канал 8. Добар ден. Заменик министерот за труд и социјална политика Диме Спасов во посета на градинката Гоце Делчев во Виница. Истата е во фаза на доградба за дополнителни 160 метри квадратни. Со проширувањето, Виничката градинка ќе може да прими нови 50 деца од предучилишна возраст. Проектот е заеднички на општината Виница и Министерството за труд и социјала. Се проширува детската градинка Гоце Делчев во Виница за уште нови 160 метри квадратни, од кои 130 ќе бидат наменети за нови 3 занимални, а 30 метри квадратни за простор за складирање пелети. Заменик министерот за труд и социјална политика Диме Спасов денеска ја посети градинката, која што во моментов згрижува 340 деца, а до крајот на овој месец се очекува да згрижи нови 50 деца. Станува збор за заедничка инвестиција на Министерството за труд и социјална политика и на општина Виница. Општина Виница го превзе делот со изградба на објектот, додека пак Министерството го превзема делот со опремување на ново изградениот објект. Во изминативе неколку години Министерството за труд и социјална политика и општина Виница изградија и опремија уште 3 клона на градинката во населените места Истибања, Блатец и Трсино, со целосно задоволување на потребите за згрижување на деца од предучилишна возраст. Од 220 во 2009 ова бројка денес изнесува преку 400 деца кои што ги згрижуваме во нашите градинки. Години назад постојано вложуваме во подобрување на условите за згрижување на децата во детските градинки, меѓутоа и во зголемување на капацитетите во нашите градинки. Ова е пето поред зголемување на капацитетот покрај изградбата на детските градинки, руралните детски градинки во Истибања и во Трсино. Новите 3 занимални на детската градинка, за кои Министерството обезбедува средства во износ од 1.200.000 денари, се очекува целосно да бидат завршени и опремени до крајот на овој месец. Преку владиниот проект Македонија вработува 2 за 2 месеци реализирани 911 нови вработувања на ниво на држава. Заменик министерот за труд и социјала Диме Спасов во посета на компанијата за производство на текстил Мода Стар од Виница, која што преку овој проект има вработено 40 лица, а се очекува да вработи уште 10. Проектот Македонија вработува 2, кој што започна да се реализира од јуни оваа година, веќе ги дава очекуваните резултати. Мерките што ги нуди проектот се општо прифатливи од страна на поголем број компании, кои изразуваат подготвеност да се вклучат во истиот. Заменик министерот за труд и социјална политика Диме Спасов во посета на компанијата за производство на текстил Мода Стар во Виница, каде што преку владиниот проект има вработено вкупно 40 лица. Позитивно е да се истакне што околу 40 лица се вработени преку проектот Македонија вработува. Проект кој што и на собственикот на оваа компанија, меѓутоа и на огромен број на компании во Република Македонија во изминатиот период им помогна да заштедат финансиски средства за отворање на нови работни места, ги поттикна да го прошират својот бизнис и да отворат нови работни места во Република Македонија. За 2 месеци и десетина дена резултираше со нови 911 ново отворени работни места, од кои што десетина се во општина Виница, во вкупно 740 компании. Од нив 500 вработени се млади до 35 години, 180 лица се стари над 58 години, додека 175 лица се на возраст од 35 до 55 години, и кои повеќе од 10 години чекаат вработување, додава Спасов. Заштедата на компаниите со новите вработувања е голема и изнесува околу 1500 евра за едно лице. Со оваа мерка се намалува невработеноста во државата, што е еден од условите за успешна реализација на проектот. Во општина Виница преку проектот Македонија вработува 2 се вработени 11 лица, а се најавуваат нови вработувања во уште неколку компании. Спасов ги истакна резултатите што ги дал проектот Македонија вработува 1 во државата, а тоа се отворени 18.900 нови работни места во државата, од кои 180 се само во Виница. Како млада фирма, за мене, како собственик, тие бенефиции се доста големи заради големата конкуренција во текстилната индустрија, за да можеме да бидеме поконкурентни и да можеме да ги зголемиме личните доходи на нашите вработени.
Собственикот на компанијата Петков додава дека со првата мерка се реализирани 40 нови вработувања, а наскоро во Модастар се очекува уште 10 нови вработувања со мерката Македонија вработува 2. Се очекува одобрување на проектот и распишување на тендерската документација за изградба на регионалниот пат од Пробиштип до ски центарот Пониква. Проектот е во вредност од 5 милиони евра, а ќе овозможи развој на туристичкиот центар и на целиот регион. Изградбата на регионалниот пат од Пробиштип до ски центарот Пониква ќе почне годинава, а ќе заврши во 2017. Во тек е одобрување на проектот и распишување на тендерската документација, а изградбата на патот треба да овозможи подобро поврзување на Пробиштип и целиот регион до Пониква како туристички центар. На овој начин се овозможува уште повеќе развој на туризмот на туристичкиот центар Пониква. Се очекува конечно одобрување на проектот и распишување на тендерската документација. Се надевам дека целата таа постапка ќе оди што е можно побрзо и да се надеваме дека многу брзо општина Пробиштип ќе има многу пократок пат и пристап до Пониква, со што сигурно дека ќе ги привлече и повеќе пробиштипјани да доаѓаат овде, и тие што имаат викендици веќе и оние што планираат да изградат. Според градоначалниците на двете општини, проектот ќе овозможи раздвижување на целиот регион преку продажба на плацови за изградба на викендички. Средствата се обезбедени од Светска банка. Она што го имаме како природна убавина, го презентираме што е можно повеќе и на другите наши сограѓани од двата града, на другите градови кои што гравитираат кон овој крај, како што се Штип, Виница, Крива Паланка, меѓутоа и на цела држава и пошироко. Она што го започнавме, го продолжуваме и ќе настојуваме да створиме што е можно повеќе услови, да имаме што повеќе луѓе и што повеќе да ги презентираме овие убавини. Општина Пробиштип во моментов работи на изработка на планската документација за новиот детален урбанистички план на површина од околу 30 хектари на еден од најубавите делови на Пониква. Тоневски додаде дека очекуваат да има многу лица заинтересирани и за викенд куќи и за сите објекти што се од областа на туризмот, од моралишта, мини хотели, и што е можно побрзо да се имплементира и да се реализира тој детален урбанистички план. Неделата по големиот христијански празник Успение на Пресвета Богородица во 2008 година беше осветен манастирот посветен на Свети Василий Велики на Пониква. По тој повод, во неделата на 4 септември се организираше црковно-народен собир и света литургија, со која чиноначалствуваше владиката Иларион и свештеници од Брегалничката епархија. Голем црковно-народен собир и света божествена литургија се одржа на манастирот посветен на Свети Василий Велики на Пониква по повод денот на неговото осветување. На собирот присуствуваа голем број верници, а со литургијата чиноначалствуваше митрополитот Брегалнички господин Иларион со свештеници од Брегалничката епархија. Во 2008 година го осветивме овој храм и веќе секоја година празнуваме во чест на осветувањето, но исто така неделата по Успението е посветена на Мајката Божја, одание на празникот, бидејќи целата недела се празнуваше и пееше на Мајката Божја во чест на незиниот празник, и еве денеска повторно на ова божествена света воскресенска литургија повторно ја прославивме Мајката Божја, заблагодарувајќи се за сета милост и помош што ја покажува кон човечкиот род, за спасение на луѓето и за покровителство на нас како православен народ и на сите нас поединечно. Годинава имаше двајца кумови, градоначалникот на Пробиштип Тони Тоневски и од Кочани беше Симеон Иванов Канго. Од оваа година јас сум првиот кум кој што е од општина Пробиштип и символично имаме повикано повеќе гости од Пробиштип, бидејќи Пониква, иако е една од најубавите планини и најпотенцијалниот туристички локалитет во Источна Македонија, припаѓа територијално и на општина Пробиштип и на општина Кочани, и ние секогаш заеднички со градоначалникот на општина Кочани, со Источниот плански регион се трудиме се што е можно повеќе како средства, посебно во делот на инфраструктурата, да ги инвестираме заеднички.
Собрани пред храмот на Свети Василий Велики, го исполнуваме нашиот долг, нашиот аманет и почестени сме дека може да се исповедаме за нашите гревови земни, за нашите желби и соништа за иднината на нашите рожби, на нашето творештво, за овој народ, за ова земја што го носи името на мама, на поднебие мамино, на Мајкадонија. Славата на манастирот траеше до доцна, а продолжи со музика, ора и песни и трапеза на љубовта. Успешен концерт на фолклористите од ансамблот Кучани во Пореч, Република Хрватска. Освен целовечерен фолклорен концерт, дел од содржините беа и промоција на книга на Ника Илиевска-Ѓоргиева, како и джез концерт со настап на групата Тавус Мелек Квартет. Представници од општина Кочани, етно и джез група, како и фолклористите на фолклорниот ансамбл Кочани, реализираа еднонеделна турнеја во Пореч, Република Хрватска. Одржаа целовечерен концерт во центарот на хрватскиот град, на кој фолклористите се представија со игри и песни од Источна Македонија и со новите две ора Лазаренки и Малешевка. Беа добро прифатени од хрватската публика, зашто добија громогласен аплауз. Освен фолклорниот концерт, представниците од општина Кучани имаа и други активности. Аника Илиевска-Ѓоргиева пред хрватската публика ја промовираше својата книга Љубовна сиромаштија, а настапи и етногрупата од Кучани. Групата Тавус Мелек Квартет пак одржа джез концерт. Целата кочанска група беше добро прифатена и примена и од групата Теди Лајон од Хрватска, со кој општина Кучани има долгогодишна соработка. Представниците од Кучани беа примени и кај градоначалникот на општина Пореч, си разменија подароци за спомен и се договорија за понатамошна успешна соработка меѓу двата града. Представници од хрватскиот град ќе бидат гости во Кучани по повод одржување на манифестацијата Денови на Кочанскиот урис, што се организира во октомври. Целата кочанска група беше сместена во хотел Делфин, еден од најубавите хотели во тој дел, каде што сите од групата имаа можност да уживаат во базенот што го нуди хотелот, како и плажите на Јадренското море. Следува информацијата од спортот. Викендов започна годинешното првенство во првата фудбалска лига за жени. Екипата на женскиот фудбалски клуб Кочани со лош резултат го започна стартот на сезоната. Беа совладени од екипата на Борец од Велес со резултатот 5:2. Викендов со надпреварот помеѓу екипите на Кочани и Борец започна годинешното првенство во првата фудбалска лига за жени. Девојчињата на некогашниот шампион и двоен освојувач на купот со лош резултат го започна стартот на првенството. Екипата на женскиот фудбалски клуб Кочани прими 5 гола од екипата на Борец од Велес, а успеаа да постигнат само 2. Бавната домашна одбрана, лошата организација и отсечениот напад беше она што го покажаа девојчињата на тренерот Оливер Јовановски, додека нивниот противник играше мудро, со кратки додавања го освојуваа теренот и со итри проигрувања ги користеа своите брзи играчи. Гостите поведоа во 23-та минута и до крајот постигнаа уште 4 гола, додека пак домашната екипа головите ги постигна во 28-та и 58-та минута. Иако во текот на надпреварот се појавија надежи дека поразот може да биде избегнат, велешанки со головите во 81-та и 85-та минута го запечатија победникот. Во однос на минатата година, екипата на фудбалскиот клуб Кочани е во доста изменет состав. Од минатата сезона недостасуваат 7 играчи, а тимот е пополнет со млади девојчиња од генерацијата 2000-2001 година од младинската школа на клубот. Уште една информација од спортот. Поранешниот борач на клубот Спартак од Кучани Даниел Филипов ја отвори новата боречка сезона во германската Оберслига. Со триумфален почеток започна боречката сезона за поранешниот борач на Спартак од Кочани Даниел Филипов во германската Оберслига. Филипов ја отвори новата сезона совладувајќи го со туш својот противник по потекло од Азербејџан. И оваа сезона тој ја започна како и минатата, кога не дозволуваше пораз и во борење и во џудо,
а повеќето борби ги решаваше со туш. Од годинава тој настапува за Обарштај од Кобленц, каде што летово направи трансфер, а во претходната сезона беше член на Боден. Инаку, освен Филипов и многумина поранешни борачи на клубот Спартак се наоѓаат надвор од Македонија, каде што ја продолжуваат својата боречка кариера. Почитувани, ги следевте вестите на Канал 8. Ви благодариме што бевте со нас. Останете и понатаму со нашата програма. Довидување.